Ако гостивар е пример за нова врна институционална неодговорност и небрежност, како гостиварци, кога и од кого, или пак ако сакате, против кого ќе можат да добијат правда за сето она што ги знаете. За овие дилеми разговараме со Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници. Добре дојдовте во Телма интервју. Добре најдовме. Уште еден ваков несакан повод на институционална небрежност не сближува нас од Телма и Здруженијето на млади правници, токму за да ги разработиме дилемите како во еден ваков екстремен случај на институционална неодговорност, небрежност и на институциите и на челниците во нив, граѓаните, односно во случајов гостиварци, можат и дали можат да го остварат своето право на заштита, да бараат правда или оние што сакаат, дури и некаква компензација за се што претрпеа. Важно е граѓаните да знаат дека постојат повеќе законски механизми за заштита на нивните права. Покрај или одговорноста на институциите, на граѓаните им стојат повеќе правни механизми на располагање кои што можат да ги користат. Еден од механизмите дека може да се обратат до канцеларијата на Народниот правобранител, доколку смета дека има повредено правото на здрава вода за пиење, правото на здравствена заштита или пак друго право поради постапување или непостапување на институциите. Ова може да го направат телефонски, писмено, преку електронска пошта или пак да пристапат во подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Тетово. Друг правен механизам е барањето за вонреден инспекцијски надзор, меѓутоа од јавните соопштенија овој механизам веќе е спроведен од страна на надлежните институции, па така да доколку се утврди пропуст при спроведениот инспекцијски надзор, ќе може да се поднесе иницијатива за поведување на прекршочна постапка против одговорното лице пред пред надлежниот инспекторат. Понатаму, доколку јавното предпријатие им достави фактури за плаќање на комунални услуги, односно за снабдување за вода на пиење во периодот во кој што знаеме дека не водата за периодот во кој што водата не била безбедна за пиење, граѓаните може да поднесат приговор на оваа фактура со оглед дека ова право не им било обезбедено како што налагаат законските стандарди. Во случај да обично сте темелни во овие пресметки и оценки што и како се случува. Ова е една сосема поинаква ситуација. Од сега имаме прогласена епидемија, имаме истрага од обвинителството, заради таа истрага дали оправдано или не, многу од резултатите не се јавно предоочени и соопштени. Имате ли вие како здружение направено пресметка кои се права и во кој степен се прекршени, бидејќи и малку упатени во правото можат да наредат подолг список на елементарни уставно гарантирани права кои што тука во овој случај се прекршени од погрешно постапување или непостапување на одредени институции. Па вака, со самото тоа што некој од гостивар не значи дека нели автоматски му следува некое право или пак правото за надоместна штета. Потребно е сите оние граѓани кои имале здравствени проблеми или почувствувале определени тегоби да поседуваат медицинска документација, извештаи, извршени анализи, отпусни писма, како и да ги чуваат фискалните сметки во однос на паричните издатоци кои што ги имале во однос на терапија за лекување, се со цел да можат подоцна да ги користат во евентуалната постапка за надоместна штета. Доколку, како што напомена, во однос на не им се прифатат и приговорите кои што ќе ги упатат до комуналното предпријатие, кои што ќе им издаде фактурата за комуналната услуга, ќе може да покренат и управен спор пред управниот суд. Значи, во овој случај мораме да ги раздвоиме што е тоа што би одело евентуално како
постапка и пред кого, кажете ми, во однос на последиците по здравјето и она што сме го дискутирали во претходни случаи, така наречениот управен приговор или жалба до јавното предпријатие, што значи дека гостиварци можат, доколку сакаат, овој месец и масовно да не плаќаат вода, односно сите да вложат приговори и на тој начин барем со таков чекор јавното предпријатие да добие некаква опомена. Така, самиот управен приговор, беше го спомнавме, против фактурите, кои што ќе можат да го поднесат граѓаните, важно е да знаат дека треба да го поднесат во рокот 15 дена од приемот на фактурата која што ќе им биде доставена. Значи, гостиварци, 15 дена откако ќе ги добиете јулските сметки. Да, тоа не значи дека автоматски се ослободени од обврската за плаќање, туку останува должноста на јавното предпријатие да го погледне приговорот и да одлучи по основ на овој приговор. Во самиот приговор, значи, граѓаните е доволно да ги наведат основните податоци, нели, кој го поднесува тој приговор, за која фактура се однесува приговорот и во овој случај со оглед дека постојат јавно достапни извештаи и соопштенија од институции, дури не морат да поднесуваат, нели, докази во прилог на приговорот со оглед дека веќе сите, мислам, јавно достапни се информациите дека пиеле не им била обезбедена безбедна вода за пиење. Што е со другиот, со оние други последици, со друга штета и материјална и нематеријална која што овие наши сограѓани ја преживуваат, која би била она институција што јас во почетокот ја насловив како од кого или против кого би барале, бидејќи еве ако ги следиме сите пресконференции, ингеренциите или се испреплетени или ни се представуваат како испреплетени. Така, тоа е евентуална постапка за надоместна материјална и нематеријална штета, како што напоменав, меѓутоа граѓаните ќе мора да имаат докази за оваа постапка и во овие постапки ќе мора да ја докажат причинско-последичната врска помеѓу нивната здравствена состојба и нели загадената вода која што ја предизвикала таа здравствена состојба. Затоа пак ќе повторам, потребно е граѓаните да ги чуваат сите медицински, целокупната медицинска документација која што имале во текот на целото лекување и најбитно во поглед на материјалната штета и да ги чуваат сите фискални сметки и што ги имале во однос на трошоците направени кон лекување. Во однос на тоа, према кого би била насочена, нели, тужбата за надоместна штета, сметам дека во овој конкретен случај постои солидарна одговорност како на јавното комунално предпријатие Комуналец во Гостивар, така и на општината Гостивар, која всушност е негов основач. Како изгледа сето ова во пракса? Што покажува вашето искуство, бидејќи навидом се чини дека вака изгледа лесно, набројани институции, народен правобранител, управна тужба, управен приговор или жалба кој како сака кон јавното предпријатие, може би потенцијално судски постапки, повикувајќи се и на она што ќе биде резултат на некаква истрага од обвинителството. Меѓутоа, што покажува праксата, колку е тоа лесно, бидејќи Македонското здружение на млади правници ги тестира институциите, но не смееме да заборавиме дека таму голем дел сте пред се искусни правници, кои сите овие можности ги бараат и низ конкретни општествени сегменти, што значи проучувајќи ги детално сите закони. Па така, целта, нели, на институциите е да работат законито, ефикасно и во интерес на граѓаните, а граѓаните имаат право да го бараат тоа да се почитува. Како Македонско здружение на млади правници секогаш ги советуваме граѓаните да ги употребуваат сите правни механизми кои што им стојат на располагање без оглед на исходот, нели, резултатот кој што би го имале од покренување на таа постапка. Зашто го зборувам ова, бидејќи доколку не се овозможи ефикасна правна заштита во нашата држава, исцрпување на сите правни средства е еден предуслов за покренување на постапка пред
Европскиот суд за човекови права. Колку го ги знаат граѓаните овие можности, а колку пак институциите се плашат? Последниот обид кој што го дебатиравме во ова студио беше со ваши колеги, беше можноста токму за управни тужби за изборната, постизборна или како сакаме да ја наречеме предизборна епидемија со нехигиена во Скопје. Па вака, не би рекла нели дека целта институциите да се плашат од овие приговори. Кога реков да се плашат, значи да бидат поодговорни и да знаат дека граѓаните не се објект, туку се нивен партнер во тие договорни односи или субјект во тие договорни односи. Како што кажав, институциите имаат обврска да постапуваат законито, ефикасно, непристрасно и во служба на граѓаните. И токму овие правни механизми кои што стојат на располагање, всушност е легитимна цел граѓаните да можат да ги исполнат на некој начин своите права. Со самото тоа граѓаните против општина Струга или јавно предпријатие за депонијата и сега мислам на тој успех се надоврзува и најтазен примерот токму со комунална хигиена. Кој беше исходот тебе во комунална хигиена? Па ние како Македонско здружение на млади правници поднесовме барање за вонреден инспекцијски надзор и можам да кажам дека институциите постапија и превзема конкретни активности во врска со поднесеното барање за вонреден инспекцијски надзор. Па на некој начин нели би можела да го издвоиме како позитивен пример дека по вакви обраќања од страна на граѓани, на граѓански организации дека институциите во некои случаи одговараат. Останува на задоволството имаше инспекцијски надзор или веќе се разработуваат стратегии за чекор понатаму? Секако ги разгледуваме сите нели механизми кои што ни стојат на располагање, така да останува и можноста за превземање на понатамошни активности од страна на најмалку сметката во Македонско здружение на млади правници, сметката за вода. Така, би сакала исто да истакнам дека Македонското здружение на млади правници е овластено здружение за обезбедување на бесплатна правна помош согласно законот за бесплатна правна помош, па согласно овие надлежности што ги имаме, им обезбедуваме на граѓаните правно информирање, правен совет, односно ги информираме кои права им стојат на располагање и кои се правните механизми што им стојат на располагање, па така да граѓаните може да се обратат во нашето здружение доколку има повредено некоја права, за да ги упатиме како и што можат понатаму да постапуваат. Марковска, за крај. Не сте од Гостивар, ама сте условно паталец од ова гостиварска сага. Како се случи и еве, што вие имате како доказ, ако можете евентуално и вие лично да побарате правда, што би правили? Па така, јас работно бев на 16 јули во Гостивар и за жалоите сум една од лицата кои што пријавија симптоми стомачни тегоби од испиена чаша вода во Гостивар. Ги направив сите потребни медицински анализи кои што укажаа дека постои вирус во организмот, што верувам дека резултат нели на водата која што е консумирана во Гостивар, така да останува можноста понатаму како правник нели да ги превземам законските механизми кои што ги имам на располагање, кои што исто ги стакнавме дека имаат можност да ги користат и граѓаните. Марковска, ви благодарам што денеска бевте дел од Телма интервју. Ви благодарам на поканата.